Благодарам, господин Мисовски. Колеги пратеници, заместник министерка за финанси. Завршна сметка за 2018 година. Мое размислување околу завршна сметка е всушност документ кој што ќе покаже кој што сработил за 2018 година. На едно место да се пофали ако нешто направил или да ќути ако ништо не направил. Во 2018 година оваа влада со еден збор како сублимат од нејзината работа и како сублимат од извештајот од завршната сметка може да се речи дека ништо не направила. Социјални трансфери, плати редовни, тоа е нормална работа кој што секоја влада треба да го прави. И за тоа не треба ништо посебно да се фали или да вели дека успеавме на време да ги исплаќаме социјалните трансфери или успеавме на време да ги исплаќаме платите во јавната администрација. Тоа е нормална работа. Ако сака некоја влада со нешто се пофали, тоа треба да биде со изградени патишта, со реконструирани и изградени нови болници, со нови училишта, со нови спортски сали, со нови студентски домови. Со тоа треба да се пофали една влада и заради тоа која и да било влада е избрана од граѓаните. За жал, оваа влада во 2018 година не може да се пофали со ништо такво. И оние патишта кои што беа почнати да се градат од минатото, и тие се запрени со изградбата. Патот Градско Прилепе, приказна за себе. Приказна за себе. Прво не убедувавте дека беше грешна трасата, па после не убедувавте дека имало археолошки наоѓалишта, па после почнавте по 2-3 работници да работат нешто на патот, и еве сега веќе трет месец жив човек нема на градилиштето. Ќе помине ова градежна сезона, па до година ќе видите, ќе најдите некој ново оправдување. Или студентскиот центар кој што го ветивте во првите 6 месеци од вашето владење. Барем проект да направевте, барем физибилити студија да направевте. Или клиничката болница, која што беше завршен проект со обезбедени финансиски средства, го стопиравте и ветивте дека ќе направите друг. И тој ќе почнете со работа до крајот на вашиот мандат. Гледам, крајот на вашиот мандат се ближи многу брзо, абер немате од клинички центар. Абер немате. Училишта. Едно училиште, кажете дека направивте или дека сте почнале во 2018. Спортска сала, болници, клиничката болница во Битола. Не ја забораваме. Ќе градевте нова. Да не зборувам за спортскиот центар и така натаму. Сега, сепак нешто направивте. Не може да се рече дека ништо не направивте. Што направивте? Прво, изголемивте даноците. Второ, ја зголемивте акцизата. Трето, дополнителни 535 милиони евра ја задолживте државата. За жал, ајде, зголемивте, толку ви е способноста, па единствено преку зголемување на даноци, т.е. преку зголемување на арачот на граѓаните и на акцизите, можете да стигнете до дополнителни средства, барем тие средства да ги искористевте за нешто. Да видевме нешто да биде направено. Прогнозиравте на почетокот на 2018 дека ќе направите капитални објекти во износ од 400 милиони евра. Почна годината, гледате дека не ви оди,
не можете да сработите ништо, па со ребалансот спуштивте на 300 и од тие 300 успеавте да реализирате 200. Чисто за една споредба, колку се реализирало во апсолутна вредност во минатите години. Значи, 2018 се реализирало 200 милиони евра. 2017, каде што пола од годината имаше техничка влада, се реализирале 320 милиони евра капитални инвестиции. 276 предходната, 300 милиони предходната, 285, 270. Убедливо најслаба реализација на капитални расходи. И сега парите ги зедовте преку зголемени даноци, преку ново заложување, ги имате, а не можете да ги реализирате. Не знаете да сработите. Не ве бидва. И оп, идеја, 2018 година, дај ќе му поделиме парите на општините, да си се раздолжат, бидејќи борчат, без да размислите на каков начин ќе ги поделите тие пари, дека треба плаќањето на обврските на општините да бидат според старост, а не според тоа како ќе и текни на градоначалниците и како ќе се договорат во 4 очи со фирмите на кои што им должат пари и при тоа да им бараат и попуст за да имаат приоритет при отплаќање на долговите. Со еден збор, стимулирате можност за законски рекет. И после се чудите од каде ви излезе аферата пред неколку недели. Аферата каде што луѓе од власта изнудувале рекет од фирмите. Па вие законска можност им дававте на началниците тоа да го прават. Со еден збор, 2018 може да се прогласи како година кој што ништо не сработивте, како година со најмал раст на бруто домашниот производ од 2,7% и година во кој што на видеина излезе вашата неспособност да направите нешто, нешто што се гледа и нешто што ќе остане овие граѓаните на ова наша држава да можат да го користат во натамошниот период. Благодарам.